Сала во Европскиот парламент, говорници и банери на 4 политички групации, меѓу кои и на десно-центристичката Европска народна партија. Доволно за да се разбере дека темата на разговор ја има поддршката на умерена Европа и од левата и од десната страна на политичкиот спектар. We meet today at the critical time. Across Europe, anti-gender actors are gaining strength, not only in discourse, but in influence, founding, and political reach. These reports give us the facts we need to respond. Целото име на извештајот е следниот бран како религиозниот екстремизам ја враќа силата. Публикацијата всушност е истражување за потеклото, агендата и финансирањето на антиродовите трендови во периодот од 2019 до 2023 година. Главниот заклучок е: од 2019 до 2023 година вкупно 1,18 милијарди американски долари биле насочени кон 275 организации вклучени во антиродови иницијативи во Европа. Петте земји со најголемо антиродово финансирање се Унгарија 172,2 милиони американски долари, Франција 165,7 милиони американски долари, Велика Британија со 156 милиони американски долари, Полска 90,7 милиони американски долари и Шпанија со 66,4 милиони американски долари. Најважниот дел за земјава е дека Балканот и Македонија првпат се предмет на интерес на еден ваков извештај. Perhaps the most striking development in the religious dimension of anti-gender activism has been the drastic increase in Orthodox Christian social mobilization against what they call gender ideology. And we can see this very well in terms of mobilizations against, on the one hand, ratification of the Istanbul Convention on gender-based violence, and also activism against LGBT pride parades across many countries of Eastern Europe and the Western Balkans. Конкретно, за Македонија, извештајот потенцира еден настан – протестот организиран од црквата во 2023 година. Слични шеми се појавија и во други земји каде мнозинството е православно со цркви поврзани со Москва. Во Северна Македонија, Македонската православна црква ги предводеше протестите во јуни 2023 година против законите за родова еднаквост и матична евиденција, при што многу од демонстрантите се документирани како приврзаници на руски мрежи. Се обративме за коментар до Македонската православна црква Охридска архиепископија. Познато е дека МПЦО пред 2 години на мирен собир организиран во дворот на соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, јавно го искажа своето несогласување со содржината на предлог законите за матична евиденција и родова еднаквост. Тоа се заснова на ставот на православната црковна доктрина која е транспарентна по горе споменатите прашања, заради што црквата, ваквиот став, отворено го споделува и го актуализира. МПЦО не учествува во нетранспарентни активности со други организации. На генералните заклучоци од извештајот дека црковните институции учествуваат во градењето на паралелна граѓанска инфраструктура која го симулира гласот на народот, а е водена од идеолошки центри и надворешни интереси, од Македонската православна црква одговараат: без да ги коментираме наводите од споменатиот извештај, посочуваме дека МПЦО ниту била вклучена, ниту има некаква потреба да создава паралелни граѓански структури. Во многу покомплексни и потешки историски времиња и предизвици, МПЦО посведочила дека има одговорност достоинствено и на соодветен начин да го изрази сопствениот став, не само пред својот верен народ, туку и пред сите останати граѓани во македонското општество. Точно е дека Македонската православна црква повика на протестот против законите за матична евиденција и родова еднаквост, но точно е и дека на него, под иконографија, знамиња и поддршка од верски и граѓански групи, беа упатени пораки кои речиси во целост се совпаѓаат со заклучоците наведени во извештајот. Од Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА сметаат дека протестот не изгледал како да е поттикнат од верски побуди. Тоа е прв пат кај нас црква да протестира. Ние обично мислиме дека црква треба да протестира или да го крене гласот за солидарност, за заедништво, за сплотеност, за социјална обесправеност некаква, но не.
видовме дека црквата и сите други овие антиродови движења кои што во суштина се организации кои што промовираат, се залагаат за забрана на абортус, да речеме, за време на ковид беа против вакцини, против секакви здравствени интервенции, против носење на маски. Тоа се здруженија кои што шират теории на заговор против 5G технологии и така натаму и против ЛГБТ заедницата. Пред 2 години, ако не се лажам, беа поврзани и протерување на еден руски свештеник од Македонија токму, кој што беше најдиректно врзан со овие антиродови движења. Божиновска во дискусијата ја внесува и неодамнешната измена на 3 закони од областа на образованието. Она што како организации го посветочивме и мрежата за заштита од дискриминација и родовата мрежа платформа реагираше, ние прв пат во Македонија во април по брза и скратена постапка имавме носење на 3 закони во образованието без вклучување на младински организации, без вклучување на стручни лица, без широка дебата, по брза постапка, кои што беа иницирани од неколку пратеници, поддржани од мнозинството. Овие закони беа донесени директно под влијание на антиродовите и антидемократските организации и радикални групи кои што постојат во Македонија. Па, кога веќе пратениците бришат термини како род или сексуално образование од закони, а Македонската православна црква не крие дека Светиот Синод повика на протест за земски закони, решивме да направиме мини тест. Имајќи ги предвид и наодите од извештајот следниот бран, составивме неколку прашања и ги пративме до 4 најголеми партии и коалиции. Меѓу нив, дали поддржувате родови политики? Дали има антиродови центри во Македонија? Дали забележувате руско влијание во антиродовите движења? Како гледате на улогата на верските заедници во антиродовите движења? Од ниту една партија не добивме писмен одговор. Од владејачката ВМРО ДПМН и од опозицијската СДСМ добивме соговорници на оваа тема. Антонио Милошовски самиот беше потписник на една од законските измени, со кој по брза постапка се избриша терминот род од корпусот закони од областа на образованието, што беше во спротивност со првичниот предлог кој стигна од Министерството за образование. Да, имаше еден таков предлог кој што дојде од Министерката за образование. И во првичната верзија дадовме наша поддршка, но сепак имаше многу сериозни реакции од граѓани кои што ни дале легитимитет и поддршка. Имавме разговори со поголема група од тие родители и ги прилагодивме согласно она што тие сметаат дека е добро за нивните деца, односно секаде каде што се смета дека би требало да се промовира одредена родова идеологија, таквиот термин да биде заменет со терминот рамноправност на правата помеѓу жените и мажите. Особено од изборната единица 4. Поактивни се во Струмица, Ново село, Василево, Босилово, Радовиш, Гевгелија, Кавадарци, Валандово, во тој регион. Иако неговата ВМРО ДПМН е членка на Европската народна партија, групацијата која застана зад извештајот за антиродовите движења низ Европа, Антонио Милошовски е доволно јасен кој е неговиот и ставот на партијата. Во Македонија генерално трендовите се поврзани со влијанијата во Европа и во Соединетите Американски држави. Во Македонија нема сериозен потенцијал за руско влијание како тоа што го има во Грузија, во Молдавија, во Кипар, во Бугарија соседна или не знам која друга држава да ја земам како пример. И генерално сметам дека трендот на демаскирање на родовата идеологија која што фронтално го промовира или се подзацкрива зад правата помеѓу мажите и жените, а сепак позади тоа има други политики кои што се имаат друга идеологија, не е рамноправноста само меѓу мажите и жените. Сметам дека во Македонија тоа менување, би рекол, или влијание најмногу има удел развојот на настаните во Америка. Како што кажа и самиот Милошовски, најголемиот притисок на антиродовите движења доаѓа од југоисточниот дел на земјата. Помалку апсурдно, Струмица е социјалдемократски бастион со децении, а во моментов градоначалник е Костадин Костадинов, кој пак не ги крие антиродовите ставови.
Со оглед дека и други истакнати представници на СДСМ се чинат поблиски до црковните отколку до либералните позиции, седнавме на разговор со заменик председателката на партијата. Фани Карамфилова-Пановска не остави простор нешто да се чита меѓу редови. Тоа е едно влијание кое што на антиродови движења, кое што се случува во Европа и глобално во целиот свет, кои што најчесто како инструменти ги користат дезинформациите или тие хибридна војна, и затоа многу често се на линија на она што го велиме и руско влијание, односно тоа е пред се влијание концепцијски на ултраконзервативните, традиционалните кругови и движења, кои што имаат за цел да креираат, јас би рекла, само единствено конфликти, нетолеранција и нетрпеливост по било кој основ. Актуелните случувања и влијанија во собранието, Карамфилова-Пановска ги толкува како регрес. Во моментов гледаме дека сите овие постигнувања од страна на Социјалдемократскиот сојуз на тема на родовата еднаквост и родовите политики генерално се соочуваат со назадување. Така и во сетот закони за образование, па така и во изјавите, ако сакате, на премиерот Мицковски, кој што се обидува да наметне една теза дека не станува збор за родова еднаквост или родови политики, туку воведува термин полова идеологија, која што како концепт апсолутно никаде не постои. Родовата еднаквост или родово сензибилизираните политики значат дека тоа е родот е конструкт социјален, за разлика од полот кој што е биолошки конструкт. И ние како партија која што се залага за прогресивни политики, апсолутно сметаме дека нешто каде што државата со сопствените политики направила прогрес во изминатите 20-30 години, не смееме да ги назадуваме. Како што покажува и извештајот следниот бран, антиродовите движења се проект, глобален, финансиран, комуникацијски поддржан и стратегиски координиран. Формата на дејствување има и име – Чонгос, кованица од кратенките од зборовите црква и невладина организација на англиски јазик. Парламентарните групи од различни идеолошки страни се обединија околу пораката овие структури немаат место во институциите. Кој курс го фаќа земјава се уште е нејасно. Додека дома парламентот го брише терминот род од закони, земјава гласаше за во Советот за човекови права на Обединетите нации, за продолжување на мандатот на независниот експерт за сексуална ориентација и родов идентитет.